Сите знаеме колку ни е тешко на нас младите да обстанеме и да останеме во Македонија. Но јас нема да зборувам за колку ни е тешко. Ќе зборувам за денот после победата. Ќе зборувам за тоа што ќе се случи кога Македонија повторно ќе биде слободна и демократска. Ние младите мораме да бидеме суштински дел од било кој систем, од било која општествена промена. Македонската младина е паметна. Македонската младина е желна за успеси. Овие 9 месеци се сретнав со многу мои соученици, другари, другарки, кои што на немилоста на ситуацијата овде заминаа. Мислите дека им е лесно да работат неквалификувана работа, а тука беа првенци на генерација? Мислите дека им е лесно да работат по 2-3 работи само за да можат да обстанат таму? Не. Но не е се така црно. Не има насекаде. Не има и во највисоките кругови во огромните и успешните корпорации на светот. Ја научив лекцијата од моите другари и другарки кои што работат макотрпно таму, но најважната лекција која што ја научив од оние кои што се најуспешни и водат корпорации е тоа дека македонската младина може. Ние сме способни, ако сме способни да водиме таму, тогаш способни сме да водиме тука. Години сум младински работник. Сум работел илјадници часови, сум посветил на градење јавни политики за млади. Сум работел со илјадници млади луѓе, независно од нивната определба, независно од нивната религиска или етничка припадност. Сигурен сум дека доколку секој еден од нас е експерт и работи во полето кое што најдобро го знае и стане пример за останатите, само така ќе покажеме и докажеме дека во Македонија можеме да живееме достоен живот. Живот кој што ќе ни овозможи светла иднина не само на нас, не само на нашите мајки, татковци, баби и дедовци, туку и на нашите поколенија. 3 години заедно со моите колеги работиме на градење на предприемничка заедница во Македонија. Од 70 млади луѓе, 50 се вработени во врвни македонски компании. 15 започнаа свој собствен бизнис. Поставивме стандард кој што другите треба да го следат. Повторно ќе кажам, македонската младина може и треба да биде мотор на сите промени во ова општество. Драги соборци, обидете се да бидете пример за останатите. Обидете се да бидете најдоброто од вас, бидејќи ако не се избориме за слободата овде, тогаш каде? Ако не се избориме за демократијата сега, тогаш кога? Ако не се избориме за се, сплотени и обединети, тогаш како? Ако не ние, тогаш кој? Да живее Македонија, да живее шарената револуција!